Почитувани членови на комисијата, со оглед на тоа што се присутни доволен број на членови на комисијата, ја отварам 43-та седница на комисијата за прашање на изборите и именувањата. Предлогот на дневниот ред за оваа седница ви е доставен. Дали некој бара збор во однос на предложениот дневен ред? Бидејќи никој не бара збор, предлогот на дневниот ред го ставам на утврдување. Кој е за? Кој е против? Воздржан? Нема. Констатирам дека со мнозинство број на гласови за е усвоен дневниот ред. Дневен ред. Прва точка, утврдување предлог одлука за основање на комисија за оценување на основаноста на предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на председателот на Република Македонија. Почитувани членови на комисијата, председателот на Собранието на Република Македонија на 23 мај 2016 година достави допис до комисијата за прашање на изборите и именувањата со кој известува дека група пратеници доставиле предлог за покренување постапка за утврдување одговорност на председателот на Републиката. При што во дописот се наведени одредбите од деловникот кои утврдуваат обврски на комисијата за прашање на изборите и именувањата во постапката по овој предлог. Имено, во член 206 во деловникот е утврдено дека Собранието во рок од 5 дена од денот на доставувањето на предлогот основа комисија за оценување на основаноста на предлогот. Комисијата има председател и 10 члена кои на предлог од комисијата за прашање на изборите и именувањата ги избира Собранието, при што се обезбедува соодветна застапеност на пратениците од пратеничките групи и пратеници кои не се организирани во пратенички групи. И комисијата во рок од 7 дена од денот на основањето поднесува извештај до Собранието. Согласно дописот од председателот на Собранието, ви доставив предлог кој што ви е поделен за можен состав на комисијата. Пак ќе потенцирам предлогот, ви го дадов сега на почеток на ова седница. За председател на комисијата го предлагам пратеникот Зоран Илиовски, за членови на комисијата ги предлагам пратениците Крсто Муковски, Светлана Екимовска, Љупчо Димовски, Димитар Стеванаджија, Момчил Аврамовски, Талат Џафери, Ејуп Рустеми, Рената Десковска, Горан Мисовски и Газмен Тали. Отварам расправа. Кој бара збор? Повелете, Горан Сугиевски. Само на секунда. Запиши Горан и гледај како ќе видите. Повелете. Благодарам. Господине председателе, формирањето на комисијата за оценување на основаноста на предлогот за утврдување на одговорност на Иванов е уште еден обид на криминално-мафијашката врхушка на ДПМНЕ за да ја спаси сопствената кожа. Ова што вие денес го правите, без да потенцирате дека политичките партии доставиле соодветни предлози како што вели и во деловникот и во уставот за соодветна застапеност на пратениците во Собранието, вие тоа не сте го испочитували. Вие по секоја цена сакате да формирате комисија, која што, каде што мнозинство требаше да потенцирате дека од 11 членови со се председател, 6 има ВМРО ДПМН, 2 СДСМ, 2 ДУИ и 1 ДП. Соодносот и ваков сооднос во вакво собрание не е таков како што вие сега овде го предлагате. ВМРО ДПМН, тоа цела јавност го знае. Нема мнозинство во ова собрание без ДУИ. Нема. И вие немате право да правите ова што го правите денес. Вие се уште како партија не свативте дека ова не е приватна фирма и дека вие на некому нешто давате. Пратеничката група на опозицијата ви достави писмен предлог со 3 членови. Ние направивме точна математика. Колку во оваа комисија која што треба да го оценува предлогот за одговорност на Иванов и која што во рок од 7 дена треба да напише извештај за тоа што направил, какво зло дело Иванов направил и тоа да го работи. Очигледно, вашиот страф, дури и од ДУИ, и од ДП, и од СДСМ, и од цела држава, и од цел свет, покажува дека вие во изминатиот период не правите ништо, освен што ги лажите граѓаните, дека вашата политичка партија е врхушка, криминално-мафијашка, како што кажав, е против аболицијата. Тоа е лага. Вие по секоја цена настојувате оваа аболиција да остане. Овој човек
кој што потпише аболиција за 56 луѓе, направи невидено зло дело, за кое што е осудено од сите. И тој наместо да направи потек со кој што ќе биде повлечена аболицијата, вие зборувате сега дека треба да направите комисија од ВМРО ДПМН, која што треба буквално во тој извештај, предпоставувам, бидејќи барате 6, дури и херој да го прогласи Иванов, се со цел да ја спаси кожата на криминално-мафијашката врхушка. Значи, ние поднесовме овде предлози. Погледнете го со односот на 11 лица. Погледнете го со односот во собранието. На СДСМ и коалицијата и припаѓаат 3 места. 2,75 поточно и односно 3. А вие на 5,5 земате 6 ВМРО ДПМН. Вие во вашиот предлог, кога зборувавте за формирање на комисија, требаше многу јасно да кажете врз база на што вие како председател на комисијата за избор и именување давате ваков предлог. Зашто? За да има мнозинство. Нема. ВМРО ДПМН е без дуи, нема мнозинство во ова собрание и тоа целата јавност го знае. Значи не може вие на 11-6 ВМРО ДПМН да има. Зашто? Која е целта? Ги гледате? Зошто упорно продолжувате со приказната? Една внатре, друга надвор. Вашиот министер вчера за надворешни работи кажа дека со тешки последици е по народот во Република Македонија аболицијата која што ја потпише Иванов. Ќе вратам еден куп изјави. Никола Груевски, вашиот лидер, што зборува? Дека не се согласува со аболицијата, ама нема начин како таа да биде повлечена. Или последниве денови молки има за таа работа. Вие треба еднаш пред македонската јавност во овој парламент да излезете. Сте за аболицијата и не. Што треба? Да го спасувате Иванов по секоја цена? Што? 82 пратеници? Добро, нема да собериме 82 пратеници. Без ВМРО ДПМН нема да има. Излезете и кажете, сте за поништување на аболицијата или не сте за поништување на аболицијата. Тоа треба еднаш јасно јавноста во Република Македонија, или сакате 5 луѓе од врхушката да ги спасувате. Кажете им на јавноста до кога? До кога овој народ, ова држава треба заложеник на 20 луѓе да биде? Објаснете. Тоа мора да го кажете. Кој извештај вие планирате да го пишувате? Дека е херој, како што вели во интервјуто негово? Дека заради национални и државни интереси повлекол таков потек? Со несогледливи последици за македонската држава овој потек што го направи тој? Или сакавте да наметнувате прашања, само и само никако да не можеме да дојдеме до фери демократски избори во Република Македонија? Измислувате, стварате, за да биде аболицијата сега главен проблем, а не избирачкиот список и реформите во медиумите. И да кажете утре, еве, ние као попуштивме. Вие ништо не, вие сакате криминалци да спасувате. Колега, се молам, држете се за дневниот ред. Значи, не правиме муавет дали треба или не треба аболиција, правиме муавет за состав на комисија. Држете се за состав на комисија. Да, точно. Правиме муабет за формирање на комисија, која што треба да го основаноста на импичментот кој што го има поднесено опозицијата. Вие ова треба да го утврдувате врз база на овој импичмент кој што е поднесен од опозицијата. Вие треба да дадете мислење, односно извештај, кој што треба понатаму да го разгледува собранието. Многу ме интересира наодот и мислењето кој што Иванов треба да го напише и да го достави во собрание. Дали се таму пак националните, пошто во интервјуто последно тој кажува и да се врати првичната ситуација, повторно и повторно ќе постапел така. На колку луѓе ние заложеници треба во оваа држава да има? Тоа е, значи темата аболиција, импичментот на Иванов е поврзана со формирањето на оваа комисија. Немојте сега да пробувате да не изместувате од тоа зошто е формирана. Како тоа? Како тоа вие дојдовте до 6? ВМРО ДПМН е дека треба да има членови. Се плашите од ДУИ, па кажете му дека се плашите од ДУИ. Иако последната изјава на Бујар Османи е таква да релативизира проблемот дека не е толку важно. Буквално релативизиран. Уште тогаш најавата била јалова иницијатива, сега нека гласаат и тие, сите нека гласаат. Вие можете да имате овде со ДУИ мнозинство. Но не ВМРО да има ДПМН е 6. Со односот во собранието и во бројки, вие можете да го пресметате тоа многу добро. Никаде не иде дека ВМРО ДПМН има 6, а СДСМ 2. 3:1 е со односот во собранието, ни 2:1 не е. Не, целта е комплетно друга. Целта е како вие да најдете начин да спасите тоа што може да се спаси. Господин Илиевски, ова е неодбранливо. Не постои човек, дури вашите членови, што може ова да го одбрани. Ни аболиција, нити да се одбрани од нешто, нити од заштита на криминалци, мафијаши или не знам кој се, што има се како зло дело направено во оваа држава. Неодбранливо е. Јас многу ќе сакам да ги слушам аргументите за тоа од ВМРО ДПМН. Зошто вие ова го правите? Што планирате во извештај? Сега кажете. Не мора 7 дена да чека цела јавност.
Што планирате да напишете во извештајот? Дека постапил согласно устав. Значи човекот нема постапено согласно устав. Човекот има постапено согласно неустав. Значи таму не постои член врз база на кој што може да се повика тој. И вие сега со ДУИ заедно донесовте дополнителен закон на член кој што не постои во уставот. Тоа сакате да го браните? Нема што да се брани овде. Изјавите ваши. Зошто Никола Поповски изјавата ја дава така? Па дури и Пеколот го спомнува. Дека се оди со добри намери. Груевски, вашиот лидер. Не се срамите што ви е лидер повеќе. Не можам да ве разберам. 7 пати аболициран човекот. И вие зборувате за други, дека биле аболицирани. 7 пати аболициран. Да, молам, пише, колега, ви се молам. Кажете што е проблемот. Значи, ви се молам. Јас кажам, прво, вие да видиме... сакате врхушката значи, да ја браните, затвор да не оди. Колега, Тоа е вашата цел. само една секунда. Да. Ви се молам. Ова е тоа за што расправаме денес. Ви се молам. Вие расправаме за тоа. Вие еден Колега, збор за импичментот не кажавте. Постручно не може да биде Да не напишен. испадне дека ви легувам во збор само една секунда. Колега, Не на седница. Колега. Вие сакате овде така матно да ја претерате комисијата. значи Нема ќе да ве ја молам. претерате. Само една секунда, не испега дека ве прекинувам во зборувањето. Значи ќе ве молам. Апел до сите колеги претеници. Значи не ја отвараме ни расправа дали треба, не треба, дали е оправдано, неоправдано. Значи не е тоа точка дневен ред. Ке имаме за таа работа седница на собрание, после тоа ќе имаме пак уште една седница на собрание, ќе можеме да си кажеме се што мислиме дека треба да кажеме. Ке ве молам, дајте се држиме за точка дневен ред. Точка на дневен ред е утврдување предлог на членови кои што треба да ја водат оваа комисија. Дајте ве молам за тоа се држиме и да не упаѓаме едно друго. Господине Илиовски, јас немам проблем ни вие да ме прекинувате, нити да ми дофрлаат од владеачкото мнозинство. Јас сакам овде пред комисијата за избор и именување пред целата јавност присутна тука да ги објаснам мотивите зошто вие сакате да формирате комисија со мнозинство од ВМРО ДПМН. Тоа е мојата цел. И јас тоа имам право. Ако и за бројки, и за лица, и за мотиви. Значи тоа имам право да го зборувам. Тоа е целта на закажувањето на вашата комисија и формирањето на комисија за основаноста. Тоа е. И бројките ви кажав, што кажуваат. Јасни се, јас не сум математичар. Но многу лесно тоа се пресметува. Соодносот 3:1 ВМРО ДПМН и опозицијата не е 3:1. Не постои тоа. Јас само сакам да укажам на тоа дека мотивот ваше криминалци, мафијаши, дека треба да бидат спасени. Да се напише доста солиден извештај, каде што поттикнати од националните и државни интереси под наводници на Иванов, дека е донесена ваква одлука. И дека вие као сега, не знам каков начин барате и бирате, за да докажете дека не постои начин господинот Иванов да ја повлече аболицијата или со овој така трик закон кој што го донесовте во собрание како закон за помилување, дека сега со поединечни барања некој од јавноста да чекаме и од лицата дека овие лица ќе бидат како ќе побараат поништување на аболицијата. Јасно излезете и кажете, ние сме против аболицијата и бараме, излезете вие сте председателот на ВМРО, јавно од Иванов да побара. Одма, не со такви штик писма, колку лица вие без закон побаравте од Иванов да бидат повлечени од аболиција? 2,5, така? На Мијалков не е ни побаран. Така? Груевски и Велјановски. Завршено. Таа е намерата. Вие, како партија, само декларативно ги лажете странците. Прво, најлошо е, што ги лажете странците, најлошо е што ги лажете дома. Граѓаните на оваа држава. Никој не ви верува дека вие сте против аболицијата. Значи никој. Не постои човек во оваа држава што ви верува. Вие не сте, вие сте за како да се спасат луѓето и да биделе на власт. Вие сакате со матни избори, истиве луѓе, народот да ги амнестирал, за да тие луѓе бидат власт утре. Со криминални наместени избори, се разбира, ако во нормални избори не може ВМРО да победи повеќе. Тоа е повеќе од јасно на секој му. Но, ве молам, значи немате право да одземате збор, ако ние ги објаснуваме, буквално кажав, мотивите, зошто вие ова го правите. Објаснете ги овде изјавите на вашите највисоки функционери во владата. Објаснете зошто има ВМРО ДПМН 6. Дали не му верувате на ДУИ? Бидејќи мнозинството со ДУИ се прави во собрание. Ја не верувам дека како 123 пратеници се присутни во собранието, вие дека сами со 61 можете закон да донесете. Тоа не може. И вие го знаете дека не може. Вие сте коалиционен партнер, па и сега од
понеделникот целосно, како што сте бевте од 2014, со министри, со се, кои што вршат ненормални атаци на луѓето, меѓутоа тоа е друга тема. Овде, мора да одговорите на овие прашања. Ова комисија, јас сум свесен на мнозинството да изгласате. Се може вие да изгласате. Се, буквално се. Но да не заборавиме една работа. Дека ова тема нема да помине така. Ова тема ни случајно нема да можете да дефокусирате со многу други работи. Не само на улица и во собрание, секаде. Секојдневните пораки, Хајндел денеска. Предпоставувам сте ја читале изјавата. Мора да биде повлечена. Кој ти? Мора да биде повлечен. Стен департменто мора да биде повлечен. Кој треба уште да дојде? Обама треба изјава да дај, дека треба од странците или цел народ да ви дојде овде пред собрание и да ви каже дека мора да ја повлечете. Вие смислувате проблеми за оваа држава матно уште неколку години да останете на власт. Вие поддржувате криминалци. Криминалци поддржувате. Приватната фирма не може да се вика собрание на Република Македонија. Вие можете да му дадете мандат. Приватна фирма да биде ВМРО ДПМН. Тоа си е ваше право. Приватна фирма може да биде, господине Пишев, ВМРО ДПМН и вие со 4 раце таму, со 5 раце, со 6 да гласате. Ова не може овде така. Овде. За вашите избори, господине Пишев, одамна ми е јасно. Така да, барам јасно и гласно одговори на следниве прашања. Како тоа? Да објаснете ги мотивите прво, бројките, зошто вие? Немојте само да ми одговорите дека како председател на комисијата имате право така да правите. Деловникот е многу јасен. И таму многу убаво вели. Комисијата има председател и 10 члена, кои на предлог на комисијата за прашање на избори и именувањата ги избира собранието, при што се обезбедува соодветна застапеност на пратениците од пратеничките групи и пратениците кои што не се организирани во пратенички групи. Сега што е овде? Нити соодветна застапеност има на опозицијата, нити повој, не дај Боже, вториот дел овде што сте го пишале, пратеници кои што не се организирани во пратенички групи, тоа се независните пратеници. Јас кога што го читам предлогов, таква работа нема. Кога ви треба во анкетната комисија и каневте таму. Сега очигледно овде имате стриктно од врхушката намера 6 бетон луѓе кои што треба да го изгласа извештајот како било, по секоја цена. Да напишете извештај, не знам како мислите да го пишувате, овде има и други членови. И овој извештај треба на сила на мускули да се претерани собрание. Сакате да го спасувате Иванов? Од ова нема спас. Може да го спасите со гласање тука. Овде му нема спас. Овде нема спас за него. Приказната е со него завршена. Прашање на денот. На овој човек му нема спас. Ја заврши тој работата. И веројатно од 2009 година наваму, заради тоа беше поставен. Че требаше дено да дојде кога ќе треба човекот да ја плати фактурата. Затоа беше таков човек, каков председател. Да дојде денот и фактурата да биде платена. Тоа е. Барам одговори јасни, вие сте председател и на комисијата, гледам сте и председател на комисијата за основаност на предлогот, за утврдување на одговорност на Иванов, и барам да ми ги одговорите овие прашања. Мора да одговорите затоа што ова е комисија, пак ќе кажем, не приватна фирма и колку го сака да пишува. Таму има, барем, вие одамна не го почитувате ни уставот ни деловникот, но сега давате предлог, повикувате на устав на деловник во база на што предлагате, барам да ми се даде одговор на овие прашања. И предпоставувам дека од моите колеги уште многу прашања ќе има кои што треба да ги одговорите. Благодарам. Значи јас прво да дам една реплика и Марија Златанова ќе води евиденција ако има некој друг по реплика, така да видиме што се вика координирани. Колегата Рафис. Добро. Значи, ево да пробам да одговорам на некои работи кои што ги изнесовте. Значи, прво, еден мал коментар за политичкиот дел на вашиот говор. Сакам да јасно и гласно да кажам политичкиот став на ВМРО ДПМН. Значи, ние тоа го кажавме и вчера, денес го кажавме исто и на пресконференција, а и минатите денови од моментот кога беше почната ова постапка, тоа е од кога председателот на Републиката ја обзнани или ја објави аболицијата, ние како политичка партија леговме со нашиот став и го кажавме тоа, дека ние како политичка партија не се согласуваме со аболицијата. И во насока на тоа што не се согласуваме, во првиот момент кога имавме можност како законодавен дом
почнете така да се однесувате, господин Илиевски. Не е проблем, еве сакаме да веруваме, почнете така да се однесувате со практични действия, не со муабети. Значи на вистина сакам да верувам на ВМРО ДПМН дека е против аболицијата. Почнете така да се однесувате со реални категории. Колеги, јас бев, ми се чини доволно колегијален, ви слушав, така да ќе ве молам да ми слушате и мене. Ако не ве бендисува тоа што јас го зборувам, имате право на контрареплика, имате право на говор, никој не ви го скратува вашето право. Меѓутоа ќе ве молам, не го скратувајте моето. Не намеравам да се надвикувам со вас. Значи, пак ќе кажам политичкиот дел од одговор. Како политичка партија не се согласуваме со аболицијата, тоа го кажавме и порано, тоа го кажавме и денес на пресконференција, тоа го покажавме и со поддршката на законот, измена на законот, каде што му се дава можност секој кој што е опфатен со аболиција да си побара од председателот на државата да биде тргнат од таа листа, тоест да биде деаболициран, и председателот нема можност да го одбие. Значи, по закон мора да биде прифатен. Така да секој кој што се нашол на таа листа има можност тоа да го направи. И тука не гледам што е спорно. Друга работа, кој што исто така сакам да го констатирам, дека и покрај тоа што пак ќе кажам мој политички дел, па после ќе се префалам на дневниот ред. Уставно право е на председателот да го направи тоа што го направи. Значи ние како политичка партија не се согласуваме со тоа што е направено, меѓутоа цениме дека тоа е негово право. На крајот на краиштата, освен тоа право што ги има по устав, право му дават и тие 550.000 гласови граѓани кои што гласале за него. Сега да преминам на точка на дневен ред. Значи, комисијата работи врз основа на предлози. Во деловникот на Собранието пишува јасно и гласно дека треба ова комисија кој што ние ќе основаме, кој што ќе дајме предлог за основање, Собранието треба да изгласа, треба во таа комисија да бидат застапени на еден начин да отсликува сликата на составот на Собранието. Значи, составот на Собранието, мнозинство во Собранието има ВМРО ДПМН и коалицијата. Од таа гледна точка, ние, тоест јас као председател на комисија, сметав дека мнозинството во оваа комисија и председател треба да биде од владеачкото мнозинство, а другите членови на комисијата да бидат пополнети со останатите пратеници. На крајот на краиштата, ако вие, како пратеници, како пратеничка група или како членови на оваа комисија, имате друг предлог, слободно можете на оваа комисија да го предложите, слободно да дискутираме по него и на крајот да одлучиме. Сакам исто така да потенцирам важноста што вие како координатор пробавте да му дадете на оваа комисија кој што ние ќе ја оформиме, кој што ќе дајме предлог денес. Значи, оваа комисија има должност да Значи, комисијата кој што ние ја оформуваме денес, така, има задача да направи оценување на основаноста на предлогот. Значи, комисијата кој што ние денес ја правиме не носи пресуда. Комисијата кој што ние денес ја правиме не носи заклучок дали е крив или не е крив. Дали треба или не треба да се покрени постапка. Туку комисијата, чисто технички, ги гледа цела постапка дали е запазена, ги гледа процедурите, ги гледа документите и тие ги проследува до Собранието. На собраниска седница и поднесува извештај. На собраниска седница се гледаат сите материјали, се гледаат и се слушаат луѓето кои што го дале предлогот. Се дава образложување за извештајот на комисијата и на собрание. Сите ние како пратеници дискутираме и одлучуваме.
дали треба да се покрени постапка или не треба да се покрени постапка. Значи, немојте да му давате важност, кузне кулкава голема, на ова комисија што сега ние ја правиме. Бидејќи одлуката си ја носи собранието. Одлуката си ја носи собранието. И на крајот пак ќе завршам само со една политички дел од говорот. Колега Сугаревски, ние не му поднесуваме сметки на странски амбасади, на странски држави, на странски амбасадори. Ние му поднесуваме сметки на народот на Република Македонија. И одговараме пред народот на Република Македонија. Значи, ние ги почитуваме сите луѓе, ги почитуваме сите луѓе, сите странски представници кои што сакаат да помогнат во ова криза да излеземе побрзо. Меѓутоа, на крајот на краиштата, одговорноста како пратеници ја имаме пред гласачите кои што ни дале довер. И благодарам. Повелете контрареплика. Зашто ви дале граѓаните доверба? За ова? Излезете, прашајте ги граѓаните, прашајте ги сите присутни во сала. Еден нема да го одобри ова. Од вашите нема. Да, господине Деспотовски, одобруваат да бидат аболицирани. Одобрено? Не, одобрено? Не, да ми кажеш, нема проблем. Да ви кажам нешто. На сите вас. Срамота е да ве носа во ваква ситуација ова да го браните. Срамота. Ова е брука. Вие браните. Вие на дело, ако сакате да покажете, вие ова импичмент со реален извештај ќе го пуштите во собрание и со 82 ќе го префрлите на Уставниот суд. Малку ли ова што го направи? Што треба во Иванов да направи? Зошто во Устав и во Деловник е предвидено импичментот? Зашто? Малку е ова. Ова ли е малку? Што треба да направи човекот? Што треба? Јас сум се видел во огледало. Мене ќе ми биде срам да дојдам и да бранам вака. Пред луѓето и пред новинарите и пред пратениците и пред сите. Ова да го кажувам господинот Илиевски што го кажува. Професорот Чкарич е професор и мене ми бил професор по уставно право. Ментор му е на Иванов. Ментор. Знаете што е ментор? Да, знаете. Тој кажа дека го прекршил уставот. Еве, тој не е од сада само. Еден Владо Камбоски тежок државен удар дека ако сите не чинат, само опозицијата зборува, тогаш ВМРО ДПМН е против цел свет и против цела држава. Ги лажете луѓето. Срамота е да лажете, може да ги лажат 4-5 телевизии таму со новинари подплатени така да ги лаже. Нема повеќе кој да ги лаже луѓето. Не може вие да ги лажете од овие говорници овде. Ова е брука вие што се обидувате денеска да го правите. Да ми кажувате дека Зоран Илиевски ми кажува дека комисијата била така формална. Како формална во Устав и во Деловник е предвидена? Како формална така? И не била толку важна што ќе напише. Битно е што ќе се гласа таму. Комисијата мора да напише извештај каде што е грубо прекршен уставот. Дека Иванов го има грубо прекршен уставот, дека има зло дело за оваа држава направено, не да штител национален интерес. Знам, господине Деспотовски, јасно ми е мене. Врхушката по било која основа треба да се спаси, вашите не ви веруваат. Вашите не голем дел сакаат да си одат и што побргу, да си ја спасат партијата. Вашите, ма тоа е ваше право. Не ја спасувајте вие партијата, тоа си е ваше право. Ама државата сите мора да ја спасуваме. Оние луѓе по улици не одат заради СДСМ. Оние луѓе по улици не одат заради пратеници 30, 40 или 120. Оние луѓе бараат правда. Правда која што е одземена. Целта е сега да одговараат некои директори по основни школи, целта е сега да одговараат книговодители, а врхушката криминалот што го направила во Македонија да биде спасена, аболицирана, па уште пазете народот ми кажувате за да биле власт. Как? Вие за народот сега зборувате? Дело е кога вие како пратеници не само да го осудите вака декларативно, да покажете на дело. Импичментот е предвиден заради вакви работи. Само во оваа држава за вакво дело нема да помине. Тоа е трагикомично и жалосно. Во пратениците од собствената партија која што го поддржале, ќе гледа, мој председател вакво дело да направил. Ја прво нема да седам да бранам овде. Значи нема да бранам овде. Вие ми зборувате дека уставно право имал да помилувал. Знаете што е во помилување какво? Знаете што помилува?
И ова сакате да ми кажете дека вие може да го бранете. Бранете го да ве служи. Јас многу сакам, затоа сакав аргументите. Многу сакам пратеници на ВМРО ДПМН да се јавуваат по темава и да зборуваат. Супер! Значи одлично, ако гледам партиски. Инаку е пострамотно и пострахотно здравие. Значи ова е брука невидена. Вие прв требаше да излезете господин Илиевски како председател и да кажете да. Дополнително. Вие зборувате, не кажувате стран вие дуи да го спомните. Со коалицијата, со која коалиција? Ова Подобра Македонија или со СЕДУИ заедно? Имате мнозинство во комисијата. Овде имате сами 6. Вие со ДУИ може да имате 6 овде од 11, пошто сте коалиција или тендерашка коалиција е само, кој ќе треба да се кради. Значи не. Немој да ццкате. Не. Ова држава знаете на која тереџе е донесена. Уште ццкате. Вие сакате овие луѓе поштени да ги направите дека сте. Кој ви верува во таа работа повеќе? Кој ви верува? Има некој што верува? Господин Илиевски, 6 имате со СЕДУИ заедно. Немате сами 6. Како сами 6? Ставот на ДУИ го чекам да го слушнам. Ставот на ДУИ. Не, а во ред. Ставот на ДУИ да го слушнем или па е некоја јалова иницијатива. Не, да знаеме. Че вие сте председател. Ова одлука на собрание треба да води. Овој извештај треба да се пишува. Што правиме ние вака? Извештајот треба на собрание претрес да се води. Што ќе напишете вие? Ќе обраните? Што? Дека има уставно право? Еве го вашиот коментар, на вашиот координатор. Иванов не го прекрши уставот, ќе гласаме против иницијативата. Ама и без да го кажевте ова денес како знаеја сите, ама ќе употребувате реториката дека не ја прифаќате одлуката. Па поголема контрадикторно со тоа здравие. Соодветна застапеност не е ова. Ова е резил, ова е срамота. Срамота што го правите. Срамота. Помилуваше врз база на член на устав, на член на закон кој што не постои. Вие додадовте нов член 11, Дали сте свесни што и правите на оваа држава? Не на што ни правите. Јас сум свесен за мнозинството во комисијата. Јас сакам целосно народот да разбери што ние овде во суштина правиме. Не треба да давате пресконференции кај што ќе ни кажувате дека нема да ја поддржите. Од авион го знаевме ние тоа. Нас не ни требаше председател да имаме на оваа комисија. Соодветно колку што ни следува. Во ваков таков парламент каков што е овој. Вие зборувате за бројки. 6 да имале тие, другите 2. Каде така? Благодарам. Колегата Рафи Салит има реплика. Хвалете. Може? Благодарам, председателе. Ви поздравувам сите што сте присутни денес на седницата на Комисијата за избори и именувања. Ние од Демократската унија за интеграција навистина долго време размислувавме дали да станеме дел од импичментот или пак не. Го велам ова дека размислувавме долго затоа што ние не сме го гласале така наречениот председател Иванов. Ние отворено излеговме и господине Горан, ние отворено излеговме и им кажавме на нашите гласачи, на граѓаните албанци, немојте да гласате поради причини кои што се познати на јавноста. И токму тоа беше причината за тоа да размислиме дали ќе ставиме подпис на импичментот или пак не за еден така наречен председател што ние како таков не го признаваме. Значи ние од Демократската унија за интеграција. Спомнавте Бујар Османи дека тој се обидел некако да го релативизира собирањето на подписите, импичментот и така натака. Бујар Османи ја оценил политичката состојба и надвор и внатре во собранието и тоа многу правично. Тој е свесен и ние што сме се подпишале сме свесни дека оваа работа нема да помине. За да помине се потребни 82 гласа. Поддршка од ДУИ во оваа насока имате. Велам имате затоа што сме еден од првите субјекти во Република Македонија кој што субјект излегол и побарал да така наречениот председател ја повлече аболицијата.
Белам сме еден од првите субјекти и ние сме против аболицијата. Ставот на Демократската унија за интеграција во оваа насока е многу јасен. Ние и понатака ќе инсистираме во оваа насока да се повлече аболицијата за сите имиња што се спомнати од така наречениот председател. Го велам ова затоа што пристапот на Демократската унија за интеграција бил и ќе остане дека ставот на ДУИ бил и ќе остане дека земјата, и порано сме го рекле тоа, дека нашата земја се наоѓа моментално во кал. Меѓутоа, со одлуката на така наречениот председател, оваа земја всушност е во жив песок. Ова го велиме затоа што токму затоа нашиот став беше да ја спасиме земјата, да ја извадиме земјата од живиот песок. Меѓутоа, во оваа насока е потребно двете најголеми политички партии, во овој случајот македонскиот политички блок, да ни помогнат, не да ја оптеретат ситуацијата, затоа што земјата од ден на ден се повеќе паѓа во тој жив песок. И работите треба да ги гледате правилно, како што велиме ние. Не е интерес на граѓаните на Република Македонија, без оглед кој на кој субјект или пак кој субјект го поддржува или на која заедница припаѓа. Не е целта земјата да оди кон криза. И повторно ќе кажам, во оваа насока е потребна и ваша помош, меѓутоа вака како што ги тераме ние работите, или пак како што се случуваат работите тука во собранието и надвор од собранието, ние се повеќе ја оптеретуваме ситуацијата. И крајот на оваа ситуација нема да биде добар, доколку нашите политики ги водиме во оваа насока, кој може да добие, колку и да е тој политички поен мал, да го добие и да се каже пред гласачкото тело дека ете не сме ние виновни, туку другата страна е виновна. Политиката на ДУИ и тоа што ние денес ќе го поддржиме е дека ние сакаме да бидеме на страна на уставот, на страна на законите, сакаме да бидеме на страната на граѓаните и во исто време сакаме да бидеме во иста линија и со меѓународниот фактор. На Македонија во овој случај не и треба селективна правда. Аферите се афери, аферите треба да се докажат на суд. И гледам дека вие од СДСМ постојано ги спомнувате тендерите. Ке беше трагедија за Република Македонија да немаше тендери, било кога бевме со вас на власт, било сега кога сме со ВМРО на власт. Треба да има тендери. Тие тендери треба да се доделат на тие што заслужуваат, тие што конкурираат и доколку во оваа насока имате забелешка, тоа кажете го конкретно. А не да обвинувате паушално дека тендерите се на тие што се во тендерите ја одржуваат коалицијата. Јас ви велам дека не се тендерите во прашање, туку е сосема природно кога се формираат коалиции да има и политички договори и врз основа на тие постигнати политички договори да се владее со земјата. Така што јас ќе завршам со тоа што ние, Демократската унија за интеграција, чекаме помош и од македонските политички субјекти во овој случај, без оглед позиција или опозиција, со цел земјата да излезе од овој жив песок. Инаку, секој ден се повеќе земјата ќе се продлабочува се подлабоко и подлабоко во тој жив песок и не така наречениот председател постои и ако ја повлече аболицијата или пак не, пак нема да може да ја извади земјата од таа дупка каде што можеме ние да ја ставиме. Благодарам. Благодарам. Контрареплика, Левски ли? Да. Повелете. Сакам да одговорам по неколку наводи кои што господинот Алити ги спомна во неговата реплика. Прво, господин Алити, принципиелно велите дека секогаш ДУИ настапува. Ова денес не е принципиелно. Вие не застанавте против предлого на комисијата. Ова е соодносот во собрание и вие препознавате дека ова е сооднос. Препознавате дека соодносот е. Јас себе, ако ви дадат прилика да ми одговорите, има мнозинство во ВМРО ДПМН сами или нема? Вие одговорете ми го тоа, пошто тие вела имаме мнозинство сами.
Ја не знам со кога коалиција дуи не го спомнаа, тие се коалиција и со други 20 на партии таму. Тоа е првата работа. Втората работа. Факт е дека со ваквиот ваш настап, вие дополнително придонесувате овој господин Иванов. Ние не го викаме председател. Вие така наречен господин, не знам каков. Не само што да остане на власт, туку уште повеќе да се прицврсти на власт. Со ова што се дозволува денес овде. Очигледно е дека таков извештај треба да се напише и врз база на тој извештај, тој господин треба да се отфрли импичментот и да остане да биде председател. Тоа е целта. Или па очигледно е другата намера дека очигледно немате високо мислење за пратениците на ВМРО ДПМН. Претпоставувам, пошто така беше овде кажано. Или едното или другото е. Претпоставувам вие, ако можете, одговорете, ако не, ако сакате, ако не, не ни мора. Трета работа, принципот. Принципот на функционирање на вакви комисии не се прави вака. Овие мислат дека е приватна фирма ова овде. Државата не е приватна фирма, таа е од сите граѓани. Не од врхушка од тројца во ДПМН, не. А за тендерите не случајно ги спомнав. Го читав деновиве извештајот за слободен пристап до информации. Ќе го разгледуваме од понеделник во собранието. Видете таму што пишува за голем дел на ваши директори. Колкав пристап граѓаните имаат до тие информации. И ќе ви стане, мислам дека совршено јасно. Претпоставам вие читате, го имате прочитано. Го имате, ќе го разгледуваме на седницата на собрание. Таму многу добро пишува. Меѓутоа тоа е друга тема. Ќе го разгледуваме тоа да видиме пристапот на граѓаните до и директори на ДУИ добар дел каков е. Благодарам.